дипломатијата со Никовски. Низ жестока драма поминувавме, почитувани, во вторникот пред 2 дена и мислам дека резултатот е се заедно позитивен, бидејќи условите кои беа создадени не остава можност за никакво друго решение. Ние свесно и до некаде одговорно, ако сакате, го вклучивме меѓународниот фактор во решавање нашите проблеми и тоа е, да бидеме јасни, неизбежно денеска. Малку земји во светот го контролираат, го имаат целиот свој суверенитет. Пред се, ако останеме членка на Европската Унија еден ден, знаете вие дека многу работи се решаваат во Страсбург, во Европскиот парламент, се земаат позиции во Брисел кои мора да се следат, кои се повеќе или помалку обврзувачки, нели така? И тоа значи дека меѓузависноста во светот е све појака и подлабока и дека тука ние не можеме да бидеме никаков исклучок, бидејќи сме покрај другото и мала земја. Во историјата имаме случаи кога една Кина, која секој беше најмногу човечна земја во светот, се одвои, изгради кинески зид да се изолира и штетите беа взаемни и за самата Кина и за светот. Познато е дека во Кина неколку стотини години пред Гутенберг имало веќе печатница која другите не можеле да ја користат, а исто така многу други откритија на надвор од Кина биле недостапни за самите кинези. Значи, ако таа земја која е некаде околу четвртина од светот не може сама, другите уште помалку можат сами. Меѓутоа, во нашиот случај, тој отуѓен, ако сакате, и превземен суверенитет во моменти е нагласен, претеран, несоодветен и све заедно во штета на нашата земја. Неспорно е дека интерес е на секој граѓанин, без исклучок, што побрзо да имаме избори. Без оглед што една опозицијска партија, а и незините сателити или делови од коалицијата, сметаат дека не е време за избори, сметаат дека тие треба се одложат односно откажат или одложат за што подолго време. Мислам дека тоа е една погрешна политика, бидејќи ние сме во еден вакуум, во еден лимбо, кој има севкупни рефлекси врз животот и иднината на оваа земја. На економски, на политички, на социјален план, се на некој начин сега мирува и неспремно да тргне во офанзива, доди напред, да се инвестира и слично. А од друга страна, не заборавајте, имаме бегалската криза, за која има многу спекулации дека Македонија ќе биде главна жртва. Некои екстремни проценки дека тоа ќе биде начин и можност да не сотрат и да не така окупираат, да речеме, наводници со бегалци. Мислам дека се не се реални тие проценки и размислувања и ставови. Меѓутоа, таа е безбедосен ризик за државата, тоа е неспорно, дека тука ќе има едно чудо, разни марифети, ако сакате, разни можности, злоупотреби, наметнувања и слично, тоа е неспорно, веќе го имаме случајот со ирачани, односно афганистанците, кои не ги примаат, тие сега се веќе во земјава, ги има веројатно скоро 1000 веќе, и прашање што понатака. Мислам дека во целина држава без влада, одговорна влада, политичка влада која е спремна да загризе и да решава, не е поволно за ниједна земја, во ниједна ситуација, а во нашиот конкретен случај за тоа има повеќе аспекти, почнувајќи од внатрешните интереси и потреби, па се до овие меѓународни предизвици со кои сме соочени. Улогата на меѓународниот фактор беше клучна да дојде до одлагањето и не е спорно што објаснувањето кој го дадоа беше политичко. Реакцијата на владачката партија беше исправна дека во нивниот став, во нивната оценка нема факти. Не заборавајте, почитувани, дека во односот кон Македонија од распадот на Југославија до денес, значи 4 век, нема факти. Се е политика и се е на штета на нашата држава. Така беше од признавањето на земјата, така беше со приемот во Обединетите нации, да подсетам, беше жестоко игнориран уставот,
на Обединените нации, за да се додадат нови барања за прием на Македонија. Слично се случуваше и со судската пресуда од Хаг, на самитот на НАТО во Букуреш во 2008, кога Македонија не беше приемена и кога исполнуваше сите услови, дури една Грција имаше кажано дека Македонија ги исполни критериумите за прием, меѓутоа тоа не вредеше, значи фактите беа во наша корист, меѓутоа политиките беа спротивни. Така да и овој случај треба да изненадува. Меѓутоа загрижува, ако сакате, и пречи она што е наше, а не го исполнуваме. Одговорна за реализација на изборите е Државната изборна комисија, која се формираше со толку многу натегања, проблеми, номинации и така натака. И таа изборна комисија не се изјасни. Значи, најмеродавниот кој требаше да каже да, условите за реализација на некредибилни или веродостојни избори, како сега модерно ги нарекуваат, не се исполнети и за Државната изборна комисија смета дека треба се одложи. Место тоа се јави американскиот амбасадор, што мене лично исто повторно ми пречи, бидејќи органот, односно факторот кој може тука да се меша и да кажува да или не, Европската Унија. Ние сме кандидат за членство, тие не третираат како што не третираат и ги игнорираат препораките на Европската комисија да почнеме преговори, меѓутоа ние сме пред врата, заинтересирани, го обновуваме и го реафирмираме тој наш интерес и тие имаат право да барат од нас исполнување на едни, други, трети критериуми. Вие знаете дека секоја година прават извештај, годишен извештај за нашата држава, каде нотираат што е добро, што е лошо, што сме исполниле, што не сме исполнили. И тоа да бидеме објективни, во наш интерес. Сите тие реформи што ги правиме не се заради нив и за наше членство во Унијата или било каде, туку се потреба на нашиот граѓанин да има постадена држава, да има поправедна држава, да има доминација на правото и секој да ги ужива оние погодности кои му припаѓаат. Значи, место Европската Унија да го каже своето мислење и својата оценка, тогаш во отсуство на амбасадорот, односно шефот на мисијата, односно амбасадата на Европската Унија, изгледа беше отсутен или беше повлечен, скриен, јас не знам кои бе причините, го зема американскиот амбасадор. И да ја потсетам, тој објаснувајќи зошто нема услови, односно зашто треба да се одржат изборите, ќе го цитирам речи. Нотираме дека резултатите од работата на ДИК, значи Државната изборна комисија, во однос на проверката на избирачкиот список, во оваа фаза не се доволни за да се одржат кредибилни избори на 24 април. Значи, нотираме. Тоа, извините, али изгледа како ни се чини. Тоа што им се чини нив не е никаков, не само аргумент, него став, ако сакате, ниту основа за да предлагаат нешто дали е или не е. Али велам, пропустот е да нашата изборна комисија, која не најде сили, да излезе со став. И ова е, кога веќе нашите не се спремни, кадарни, свесни, одговорни, ако сакате, за да исполнат својата функција, тога се јавува странскиот фактор. Меѓутоа, во целина, очигледно беше дека едната политичка сила во земјата не беше спремна за избори на 24 април и дека во ситуација да се оди на повторно бойкотирање на изборите, не признавање на татите ќе беше погубно за државата, така да во целина мислам дека решението за 5 јуни е меродавно, позитивно во основата, меѓутоа да не забораваме, остануваат предизвиците пред нас и ние се уште ништо немаме решено, бидејќи ставовите сега се различни и спремноста, односно подготвеноста на опозицијата да оди на тие избори е се уште под голем знак на прашање и драмата која доживеавме со некаков јак интензитет во вторникот, бидете сигурни ќе продолжи најмалку до 5 јуни. За дипломатијата со Никовски. Продолжуваме со анализа на кризата низ која врвиме веќе скоро година и пол и веќе нагласивме дека улогата на меѓународниот фактор не е спорна, со оглед особено на нашите аспирации према Европската Унија. Меѓутоа, клучно во тоа е прашањето дали
дали се странците во однос на Македонија непристрасни или има свои калкулации? И мислам тука одговорот е релативно лесен. Да, тие имаат свои калкулации, апсолутно не се непристрасни, тие се пристрасни и тоа сериозно. И мораме уште нешто да нагласиме дека и меѓу нив има разлики. Прво, тоа е поделбата на леви и десни партии во Европа, која на еден начин ги фаворизира своите македонски сопартийци, или да кажеме идеолошки партнери, и тоа се гледа некојаш дури преевидентно и дури пречи, бидејќи ако ви одите некаде и ако се работи за ваква криза како што е нашата, што ги тресе солбовите на земјата, да вие од странство правите калкулација, веќе е непристојно, ако сакате, и не само несимпатично, него е срамно. А тоа се случува. Можеби најеклатантен пример за тоа е британецот Ховит од групата на тројца парламентарци. Мислам дека нивната улога е апсолутно маргинална. Тие самите си дават преголемо значење. Тука ќе дојдат изиграваат како некои носители на некакви реформи, на некава ренесанса во земјата, а нивното влијание е равно на нула. Кога представуваат тие де факто? Европскиот парламент. Европскиот парламент може да има влијание и да комуницира со македонскиот парламент и македонското собрание, ништо повеќе. И тој човек кога го спомна веќе, за разлика од другите двајца, Вајгел, тој човек, само погледайте го на телевизиите, кај да се појави, тој секај се прика во прв ред. И тој отворено застанува на една страна, поддржува работи кои се неприфатливи за нас, и мислам дека со тоа ја девалвира и улогата на самото Европско собрание, односно Европски парламент, и ја девалвира улогата на самата тројка. Мислам дека тоа е ситуацијата во која се наоѓаме, и која ќе дојде било кој странство, и мислиме дека дошол некој месија и одма му даваме преголемо значење, сите го примат на највисоко ниво, а таков пример беше неодамна и германскиот државен секретар во Министерството на дворешни работи, кој дојде тука како да е во најмала рака Бан Ки Мун. Самите се девалвираме, самите покажуваме дека некои работи не знаеме да ги оцениме кој што треба, и на крајот кај што испаѓаме смешни. Значи, спомнавме дека сите тие странски мешетари во држава, кои се пак ќе повториме неизбежни, водат и своји политики, водат и своји интереси, и целиот овој галиматија с кој вървиме веќе во втората година, веќе длабоко навлегуваме, е резултат пред се на стратегиските интереси на единствената светска суперсила, кои се реализираат, односно не успеваат да се реализираат веќе четврт век, односно скоро полни 25 години. Вие знаете дека целта, недискутабилна, веќе отворена, јавна, да не прекасат како држави, да не разнебитат како народ, е нешто со кое сме соочени веќе сите овие години, а особено по самитот на НАТО во Букуреш во 2008 година, кога беше направен пресврат во политиката кон Македонија, и место отворени врати за нас и во НАТО и во ЕУ, тие беа ширум затворени со блокада, уцена и ултиматум. Прво името, потоа членство. Ако е тоа демократија, аз не знам што не е демократија, а името на една држава е неспорно право на избор, универзално право на избор на секоја држава сама од себе, нели така. И место сето тоа, бидејќи Македонија не успеа да ја кутна, не успеа да ја прекрстат, ние не можеме и не смееме, ако сакате уште повеќе, да се тоа што се случува со прислушувањето, со пучот, со сите овие додатни елементи, бойкотот на собранието и слично, да не гледаме во тој контекст. Би било наивно, дури недоветно, ако сакате, да мислите дека ова е нешто издвоено, а сето она беше нешто настрана. Напротив. И истите овие што сега ни кажуваат дека, како рече американскиот амбасадор, нотираме, значи ни изгледа, нотираме и како резултат на тоа и вие имате да правите тоа и тоа. Некои од новинарите убаво констатира дека
странците деновиве ни кажа што ние суверено да одлучиме, мислам, една одлична формулација. Тие ни кажа, а ние суверено ќе го потврдиме тоа, дека нели нема услови за избори. Меѓутоа тоа, како што рековме пред малку да го повториме, резултатот од таа одлука да се оложат за 40 на дена изборите позитивен, бидејќи избегна конфронтација на домашен план, која беше неизбежна, бидејќи едната политичка сила беше категорична дека нема да излезе на избори, а тоа не е интерес на државата. И знаете, ако еден растура, 100 не може да средат. Еден да прави белја, сите други 100 се де факто негова жртва и не може да ја променат ситуацијата во која тој еден може да донесе, поготово еден политички фактор како што е нашата опозиција во земјава. Али велам, кога го гледате сето тоа во контекстот на политиките на странците према Македонија, сите овие 25 години, вие сваќате дека една политика се реализира без скрупули, се реализира без пардон и дека една велесила, а таа е единствена ли така во светот, е спремна да го гази уставот, повелбата на Обединетите нации, да го игнорира судот во Хаг, да не зборуваме нашите закони, амбиции, аспирации, фундаментални интереси, универзални права и слично, нели така, тоа веќе за нив не представува никаква пречка, и да играат на карта на прекрстувањето на овој народ и прекрстувањето на државата и разнебитувањето на народот. И кога тоа го ставиме во целосен контекст, одговорноста на нашите политички фактори кои играат на таа карта и кои се нивни слуги, ако сакате, да не кажеме потежок збор, значи, вие станувате свесни, сите стануваме свесни, дека тој заговор, бидејќи има заговор против Македонија, не е тоа некоја наша, да речам, психолошка ситуација, психолошка состојба да ние не ги гледаме работите и да цело време некој ни е од надвор виновен. Ние имаме своји грешки, имаме сериозни грешки, имаме бројни грешки, тоа не е спорно. Ние сме сепак една држава без доволно меѓународно искуство, целосно независни станавме пред 25 години, немаме силна дипломатија, немаме државништво во самата земја, немаме државници кои ќе застанат и ќе тропнат на маса и ќе споредуваат одредена политика. Така да, се тоа не е спорно. Меѓутоа, кога вие застанувате на една страна која од надвор ја уништува државата, ги руши незините темели, незините столбови, мислам дека тоа е неодговорно и затоа сите тие повици кои доваѓа дека народот треба да оцени и да одлучи на крајот, мислам се апсолутно точни и дека секој од нас треба се замисли во деновите кои доаѓаат, се до 5 јуни, да се надеваме дека тогаш ќе има избори, до 5 јуни и да сите гласаме за државата, бидејќи сите тие што работат против нејзините интереси, од било какви други сопствени потреби, лични, не знам, улични или партиски, тие мора да ја платат таа цена, таа казна на која заслужуваат, бидејќи Македонија заслужува да има подобар живот, Македонија заслужува да оди напред и Македонија заслужува да биде едно место за живење кој ќе биде достојно и каде младите ќе сакат да се враќаат, а не да бегаат од неја. Македонија има такви изгледи за таков живот, бидејќи државата е релативно богата, има услови и предуслови да се тука живее се подобро и подобро, има се повеќе странски инвеститори, тоа значи дека ќе има повеќе работни места. Македонецот е предприемчив во основата и треба и сега му се даваат разни стимуланси и услови да започнува свој бизнис, да тера, да ја гради својата иднина самиот, со помош се разбира на државата и да полека тргнеме во една права насока која ќе ни ги отвори сите перспективи. Меѓутоа, сите политички сили во земјата кои работаат против долгорочните наши заеднички интереси, кои слуги кои се стануваат вазали на странските интереси, мора да се казнат. Тоа мора да биде одлука на секој наш човек, бидејќи следните избори ќе бидат по многу што одлучувачки за блиската, а и подалечна иднина на оваа земја. Нема да биде лесно, ние ќе продолжиме да анализираме ситуацијата, што не чека во деновите кои ни предстојат, меѓутоа се заедно немаме многу позитивни индикатори, напротив имаме
разни тумачења, разни размислувања, разни ставови и тие што ги бранат сопствените тесни интереси на крајот мора да платат цената на нивното однесување. За дипломатијата со Никовски. Продолжуваме со анализа на сегашната криза во светло на најновите настани и сега основното прашање е што следи, што понатак. Мислам дека ова беше навистина една тешка мора во вторникот. Може да кажеме дека излеговме како победници. Јас кога зборувам како победници не мислам на ни една партија, него мислам на земјата како таква и на народот како таков. Меѓутоа, ништо фактички не е решено, само што е одложено. Веќе имаме сосема спротивни оценки што е договорено, односно што значеше ова одлагање, и тоа не само меѓу нашите политички сили, туку и на нашите надворешни партнери. Не ги нарекувам пријатели, бидејќи такви за жал не се. А партнери се бидејќи немаме друг избор, туку да соработуваме со нив. Основното е кое се наметнува сега прашање дали ќе се инсистира на нов закон за медиумите, кој видовме стана главна пречка на некој напредок во договарањето за условите на следните избори, или ќе биде доволно да се избалансираат медиумите, што веќе почнаа да го прават. Тоа мислам, сите сме сведоци дека веќе има некој раздвижување на тој план. Беше потпишан договор меѓу главните телевизии дека ќе има балансирано известување за изборите. Тоа го нагласи американскиот амбасадор исто така. Меѓутоа станува прашањето дали ќе се инсистира и на закон или ќе се остане на сегашниот закон кој е по многу што современ и валиден, беше донесен со трошење на скоро милион или околу милион евра од страна на Брисел, со нивна позитивна оценка на тој закон. Меѓутоа, сега кога гледаме малце од назад, силен впечатокот дека тој закон нов беше наметнат со потполно јасни намери да се создаде еден таков медиумски простор во земјата, како што нема никаде, и каде некој, како што велат новинарите, со едно копче ќе исклучува, ќе брише медиуми и ќе прави решум и ќе прави што сака. Тоа прво не само што не наликува на 21. век, не, меѓу другото и не цивилизацијско. А велам, кој ќе поставите таков услов, значи вие не сакате де факто договор. Јас сум зборувал тука и сега ќе подсетам, кога беше кризата околу Косово во својот максимум, беше подготвен договор, така наречен во Рамбује, во Франција, беше подготвен текст кој требаше да го подпишат Србија и Косово, нели така? И кој беше сорчен на таков начин да Србија во никој случај не смееше и не можеше да го не смееше да го прифати. Тоа беше целта да се отвори патот за бомбардирање на Србија и Белград и тоа беше постигнато. И сега ќе го цитирам гениалниот, ако сакате, Кисинџер, кој после тој настан рече дека да не се случи во иднина повторно да има таков договор кој е срам за дипломатијата и за политиката во светот. Меѓу другото, спомнеме дека според тој договор трупите на НАТО имаа право кога сакат и како сакаат да шпартаат да врват низ Србија. Ниту една суверена држава која држи малку до себе, тако не треба да подпише. Значи, тоа беше еден такав смислен договор кој не сме се подпише. Мислам дека слично нешто беше и случајов со инсистирањето на нов договор и на белгијанчето кој не правеше нецивилизирани и полудиви. Тој имаше своја функција, своја улога, не знам кој го инструираше, дали комесарот Хан или некој друг, или некоја комбинација, тоа треба да се истражува, се види. Меѓутоа, во секој случај, ако се остане на ова што се најавува од една страна дека нема да има инсистирање на таков нов закон, дека ќе се оди со балансирано инвестување на везниците и на медиумите, зашто мислам и јас се залагам и секој нормален човек се залага, да ги видиме сите, меѓутоа се знае
народот знае да избира и ќе избере секојаш она што треба и како треба. Така да, ако тоа се елиминира, а веламе ке разликите меѓу и домашните и странските фактори се различни, некој смета дека закон мора да има, некој смета дека законот ќе е исфрлен од агендата, и тоа ќе покаже, значи деновиве кои следат ќе покажат дали е тука расчистено или е спорно. Мислам дека нашата опозиција ќе инсистира и понатака, бидејќи имавме показатели дека законот кој тие го предложија за медиумите бил толку близок со тој навар на белгијанчето, што мислам сомнежите се тука и не може да се елиминираат. Ако се дојде на новата ситуација да закон не е потребен и дека регулацијата на таа сфера може да се регулира не само во рок од неколку месеци, него да се биде тоа еден подолгорочен проект кој ќе ги испита сите носители заинтересирани. Вие знаете дека 5 главни телевизиски станици во земјава рекоа дека тој предлог на закон значи рушење на македонскиот медиумски простор. А не мора да им се верува, бидејќи се тие носители најзаинтересирани. Значи, многу работи остануваат отворени, деновите кои доаѓаат ќе бидат исто така жестоки, ќе имаме силни конфронтации, силни недоразбирања, меѓутоа мислам дека има сега индикатор, има сега надеж, ако сакате во целина, дека до 5 јуни сепак тие страсти ќе се намалуваат и полека ќе влеземе во една рутина која ќе треба да ги овозможи реални, објективни или кредибилни избори, како се модерно се вели. Завршувајќи анализата на кризава низ која врвиме во светло на најновите настани, мислам дека треба да се нагласи дека топката е во нашиот двор, дека сите носиме одговорност за ова што се случува и дека деновите кои доаѓаат ќе бидат жестоки, ќе има многу предизвици од разни аспекти, да не ги набројуваме сега. Меѓутоа, ако ние го одржиме нашето, ако ја одржиме на ниво нашата македонштина, која не успел никој да ја сотре во последните векови, а секој сме били изложени на сила, насилство, аспирации и слично, значи, ќе успееме. Македонија ќе успее. Меѓутоа, цената која плаќаме е преголема, бидејќи покај другото и самите си наштетуваме. Во тој контекст ќе ви спомнам и една умност на римскиот поет Овидије, кој живеел на крајот од старата ера и почетокот на новата ера, кој рекол: ако ги оправдуваш грешките на пријателот, и самиот ги правиш. Ова многу лесно може да се рефлектира и на нас самите, бидејќи во овие мигови, кој е во прашање државата, не во прашање ни Трајко, ни Петко, ни не знам кој, во прашање државата, ние мораме таа одговорност собствена која носи секој лично, да ја ставиме на пиедестал, да ја максимализираме и да се обидеме да меѓу себе, во комуникациите, во разговорите, да не гледаме само во првото дрво, туку да гледаме цялата шума која се крие зад него, и да го бараме она што е оптимумот за државата, за Македонија, бидејќи не заборавајте. 150 години најмалку се обидува да не сотрат. 150 години имало македонско прашање, отворено, и македонците обстанале. Значи, имало и геноцид кај јужниот сосед, имало такви невидени обиди, политики да се игнорира македонецот, да се уништи македонецот, ниедна не успеала. Да не дозволиме сега тоа на почетокот на 21. век тоа да ни се случи. И во сите тие разговори да ние имаме сите партиски афинитети, имаме политики кои ни се логични, со кои сме растеле, со кои сме зрееле и слично, меѓутоа ние мораме да се издигнеме на тој моментум, на тој да речем личен и себичен аспект и да од дрвото ја согледаме целата шума и да побараме излез од неа. А со аргументите кои ги имаме, со фактите кои се неспорни, дека се тоа што се случува во државата е инсценирано, раководено, менаџирано од надвор, прислушувањето не е проект на било кој домашен политичар или, не знам, техничар или шеф на тајни служби. Тоа е поширок проект, типичен за ЦИЕ, и ние мораме да се обидеме, да се обидуваме, да се убедуваме меѓу себе дека во овој момент само е државата важна. Секој личен и потесен интерес треба се стави настрана. И по обичај
да ја подсетам дека мораме да купуваме македонски производи. Ако мислите на себе, на своето семејство, на своите деца, купувајте македонски производи. На крајот од денот, ви може да работите било што, да зимате каква сакате плата. Ако парите отиде во продавници било каде ги потрошите на нешто што е увезено, а го имаме во земјата, го имаме произведено во земјата најчесто со ист, а многу често и со подобар квалитет од тоа што доаѓа од надвор, купувајте ги нашите производи. Тука остануваат парите, тука се овозможува побрз развој, тука се овозможува инвестирање повторно и проширување на производството и вработување на нови луѓе. Само така ќе успее државата. Не заборавајте, купувањето на домашни производи е политика. Бидете политичар. Ова беше емисијата за дипломатијата со Никовски. Благодарам за вашето внимание. До следната недела во исто време. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и војтел на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 25 февруари 2016 година. За дипломатијата со Никовски.